Граѓанскиот сектор од Струмица не сака барокна фасада во центарот на градот. Според нив, идејното решение за реконструкција на експолициската зграда со собирање потписи ќе бараат од надлежните да се измени решението за изгледот на објектот, кој цел месец се реконструира за да стане зграда на јавната администрација. Како што можевме да слушнеме за 10 месеци, почнувајќи од денес, токму овде треба да изникне така наречениот бароктен објект, и за кој треба да бидат потрошени 1,1 милион евра буџетски пари, тоест пари на граѓаните на Република Македонија. А без при тоа да има какво била расправа или пак на кој било начин да бидат консултирани граѓаните на општина Струмица да го изразат своето мислење. Почитувани сограѓани, ако се суди според најавеното идејно решение за обликот на градбата на објектот, неминовно се наметнува заклучокот дека оваа градба никако не може да се вклопи нито во урбаното обкружување на градот, ниту пак во урбаната живеачка. Зградата каде беше струмичката полиција цели 6 години се распаѓаше и беше дубло на разбойници и наркозависници. Лани објектите ги доби Министерството за финансии. За реконструкцијата на тендер ја ангажираше Скопската Баур БГ. Затоа сакаме да упатиме јасна и гласна порака. Струмица не сака никакви така наречени барокни зданија и кич објекти и Струмица не смее да дозволи да биде зафатена од вирусот на барокизмот. За крај, сакаме да ги информираме граѓаните на општина Струмица дека во наредниве денови граѓанските здруженија од општина Струмица на повеќе отворени пунктови во градот ќе собираат потписи против ова идејно решение и секој граѓанин со својот потпис ќе може да даде и свој придонес за зачувување на автентичноста на објектот, кој пред се и над се не би требало да наликува на накитена новогодишна елка или на подвижна макета. Според проекциите во зградата ќе бидат сместени вработените од УЈП, катастарот, матичната служба и од одделението за имотно-правни работи. И според премиерот, граѓаните нема да шетаат од едно до друго место за да завршат било каква работа.